Здраво, ова е 32-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Бикини Мун на Милчо Манчески, во кој станува збор за харизматична, но ментално нестабилна воена ветеранка Бикини, глумена од Кондола Рашад, која го добива вниманието на документарна екипа која сака да го експлоатира незиниот живот за влез во филмскиот независен пазар. Филмот е урбана бајка ситуирана во скршен идеал на фамилија. Режисерот Милчо Манчески со поднасловот ни потенцира дека ќе погледнеме документарец за една бајка и колку луцидно и да изгледа посоченото сознание, секоја сублимација по последниот кадар ќе води кон согледбата дека гледаме фикционо дело кое сме дозволиле да не прелаже со јазикот на документаристиката. Филмот ја мери дистанцата на тоа што сме и тоа што сакаме да се представиме дека сме. Манчески уште од претходниот долгометражен филм Мајки го отпочна филмското тенчење на границата помеѓу документаристиката и играната форма, кокетирајќи со синема верите, односно мокюментари принципот, а Бикини Мун го продолжува своето истражување во рамки на оваа хибридизација на форми. Метарежисерот одлучува кои кадри и јагли да се користат во метафилмот и тоа има последици и на течението на самиот игран филм, а во дадена ситуација доведува да се скрши четвртиот зид од страна на Бикини. Воајерското демнење, снимките со мобилен телефон и антиквитетната диви камера, снимките од камери за наблюдување и премотувањето на снимениот материјал на компјутер посочуваат дека филмот е монтиран на снимки продуцирани од најразлични извори и тој подвиг воопшто не му штети на филмот, напротив, миговите кои Бикини одлучува да ги долови со мобилен телефон ќе докажат дека и незината фокализација има улога во сепкупната разврска, во која таа одбиваше да го предаде незиниот снимен живот на пакосниот режисер. Меѓутоа, овој печворк е индикација дека станува збор за многу повеќе отколку филм склопен од making of и behind the scenes материјал монтиран од Ен Хусаини. Поставеноста и поигрувањето со фокализацијата одлично го отвора филмот. Средиштето со додатно ескалирање на избувливата ситуација го турка филмот во еден стадиум на општа дезориентација на ликовите во третиот чин, кои навидом како да ја загубија севкупната интеракција до самиот епилог, а тој бара засебно толкување и слободна интерпретација, но славењето на божественоста на Бикини при карневализираниот трон е соодветен начин да се овековечи делото на пријателката на богомилките, иако крајот за мене е недокажан. Манчески вешта си поигра со мојата жед да видам крв во подрумот. Магичниот реализам е вибрантен од дното на подземјето до врвот на надземното славје на ноќта на вештерките. Ако може Вилнев да го примени во неговиот Енеми, зошто и Манчески да не ја зачини неговата реалност со фантазмагоричност во колективното свесно со вбризгани фантастични елементи. Филмот го носи невротичната Бикини, а сите други се само статисти, како што посочи еден лик во филмот, кој не беше далеку од вистината. Незиниот збор губи на кредибилитет, кој ќе се земе во предвид незиниот нервен слом и воените приказни од Ирак, но, како што се одмотува филмот, така дознаваме дека незиниот трагичен лик е единствениот кој е искрен во цел филм. Покрај неа во филмот се сретнуваме со парот на социјалната работничка, која е склона да има разбирање за секого и подготвена е секому да му помогне, па затоа ја прибира Бикини од улиците на Њујорк во незиниот дом во предградието. И незиниот сопруг, нереализираниот режисер на документарецот за Бикини, кој со секој снимен кадар ја докажува неговата ароганција, непочит, фрустрација, егоизам, нарцисоидност и неверност. Преку нивното заедништво ја гледаме пукнатината во фасадата од идеалната семејна заедница во кулите од слонова коска во предградијата. Бикини расклопува берета на YouTube во видеоклип кој ми даде поголема доза на реалност од двете камери кои се снимаат една во друга. Филмот не е имун и на отворање на прашањата за сексуалноста и си поигра со истополовите односи и нивните врски и бракови, ниту пак неоправдано ги стигматизира голотијата и насилството. Што е факт, а што фикција? Дали секој факт е вистинит и секоја фикција лажна?
што ако во рамките на реалноста припаѓа и нереалното, што се прашања кои секој гледач во себе треба да си ги одговори додека го гледа филмот. Бикини трансцендентира во нимфа која го полудува режисерот и дури од тонецот создава режисер само за да се комплетира незиниот снимен живот. Двајцата не сакаат да го испуштат овој уникатен субјект од нивните раце. Таа го плени секој лик од филмот, но во неа тлее автодеструктивниот чинител кој успева секогаш да ја доведе во јалов конфликт со законот, кога нема да биде под незино или паузира од земање на редовната доза на медикаменти. Додека лековите се двоумат дали говорителот е доверлив или не, дисфункционалната бикини на секој можен начин се обидува да ги поврати мајчинските привилегии кон незината ќерка. Кондола Рашад е непредвидлива, напната и го исполнува растојанието меѓу филмот и гледачот во киносалата со исчекување и тензија за секој нареден потек на овој софистициран лик. Има многу песок во чевлите на бикини, но актерката знае своето минато да го чува затворено, не баре е трезор на тајни кои ги брани со молк во секој крупен план. Црно-белиот долг статичен кадар во кој актерката на Белион станцува со вибратор е хумористичен, но и кога не се движи камерата, непобивлив факт е дека објективот ја сака актерката и таа знае како да го шармира. Со самото тоа што Манчески соработува со млада екипа од Њујорк, треба да се алудира дека сценариото, напишано со W.P. Розентал, му служи на комплетно американски, а не македонски филм. Автореференцијалноста ми се причини дека беше испечатена на маицата на самиот тонец. Во филмот се прикажани бездушните улици на бетонскиот Њујорк, а музиката на Игор Василев Новоградска буди сентименталност кога ја наоѓаме бикини како преживува на улица, бездомник, лутач по светот, со месијански димензии и тишлерски способности, еден самопрогласен Исус со цицки. Документаристиката го опфаќа пулсот на урбаната џунгла, со помош на продукцијскиот дизајн на Девид Манс. Во предградијата, кинематографот Джошуа Зи Вајнстин владее со сноповите светлина кои продираат низ прозорците. За една немирна душа предградијата изгледаат како конформистички затвор. Филмот заживеа на фестивалите во Сао Пауло, Фантаспорто, Белград, Софија и Синеквест, а Манчески веќе е на пат да го реализира неговиот нареден филм Врба. Ако морам да го евалуирам филмот, тогаш Бикини Мун од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 32-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!